The future of the communal sector is a key aspect of the sustainable development of our societies. With the rapid pace of urbanization, climate change, new technologies, and changes in citizens' needs, water supply, wastewater, energy efficiency, and waste management are facing new challenges. For successful management of communal services, cooperation is needed between both local and central government. Една силна поддршка во насока на подобрување, во насока на испорачување на поквалитетни комунални услуги од локалните самоуправи преку комуналните претпријатија кон граѓаните. Јавните комунални претпријатија се основани од советите на општините и практично се во нивна надлежност. Ние како централна влада можеме да помагаме, но не можеме да носиме одлуки кои што би требало они да ги носат во смисла на тоа да се зголеми продуктивноста и ефикасноста при извршувањето на работите. The way water service pricing is currently determined does not produce the desired results because the tariffs proposed by the Energy Regulatory Commission are then adopted by the municipal councils, which often, for political reasons, choose the minimum price that does not meet the needs for successful operation of the communal companies. Регулаторната комисија за енергетика апсолутно ја поддржува иницијативата на АТКОМ да се промени законот со кој што се регулира начинот како се определуваат цените на тарифите за водни услуги, како и на законот кој што го регулира работењето на јавните комунални претпријатија, се со единствена цел да се обезбеди начин регулаторната комисија за енергетика да ја определува цената, тарифите за водните услуги од почеток до крај, целата постапка да почне и да заврши во регулаторната комисија за енергетика. Со ова очекуваме дека ќе релаксираме работата на јавните водоводни претпријатија, ќе им обезбедиме покривање на оправданите трошоци, ќе поттикнеме намалување на загубите и исто така сме сигурни дека ќе доведеме до подобрување на квалитетот во водоснабдувањето. The 12th two-day international conference organized by ATCOM titled The Future of the Communal Sector, held in Ohrid, was dedicated to discussing future trends and innovations, as well as the development of new policies and strategies that will enable efficient and sustainable delivery of communal services to all citizens. Дигитализацијата, воведувањето на дигиталните алатки во комуналните претпријатија треба да се свати како потреба, како нешто што ќе даде бенефит за работењето и за перформансите на претпријатијата, а да не се гледа како дополнителен трошок. Дури да е дополнителен трошок, тој е многу оправдан и ќе се исплати сами од себе на долг рок. Дигитализиран подземен катастар е само почетен момент, почетен чекор кој што ќе овозможи собирање на континуирано на податоци, а собирањето на овие податоци ќе носи до обезбедување на квалитетни информации кои што ќе помогнат во носење на вистински одлуки, базирани на информација, не одлуки базирани на моментални потреби или за како адхок решенија. Значи ќе помогне и на државата која што ќе може подобро да ги прави инвестицијските планови и реално да ги адресира потребите на водоснабдителните системи. The human factor also plays a significant role in managing new digital systems. Nearly all communal enterprises face a shortage of qualified and trained staff. Мора да се работи во сите јавни комунални претпријатија на подигање на квалитетот на работниците, на вработењето, односно на посета на обуки, односно нивно до обучување, бидејќи на вистина времето оди напред, технологијата исто така, дигитализацијата, и мораме да бидеме во чекор со времето. In the modernization process, international experience is also crucial. Challenges are very similar in terms of old infrastructure, low tariff, and big climate challenges, droughts and floods. Hope to be able to share with the colleagues our experiences that we have in countries like in Spain and England and France. Several panel sessions presented innovative solutions already being applied in the communal sector that are yielding excellent results without requiring significant funds. I believe that online meters of chlorine and turbidity is something that is very easy to implement in the region, since you have a lot of rivers and canals, and by installing online meters there you can save time, and there will not be necessary for people to go and measure. You will get the results in your office
online and in real time. Energy efficiency and the integration of renewable energy sources into the communal sector were also discussed, as well as integrated waste management, regional landfills, sorting and sustainable solutions. As part of the conference, there was also a fair of communal equipment where the latest technologies used in the communal sector were presented to interested attendees.